Ке почнам со европските интеграции. Тука, за жал, нашата кандидатура е посебен случај. Изгубивме една цела генерација чекајќи и на некој начин во фаза сме кога за нашата генерација, не само во политиката, туку и во администрацијата, ова е последна шанса да направиме исчекор за следната генерација да има по-пристоен, по-достоинствен старт. Процесот се менуваше и Европската Унија се менуваше додека ние бевме заклучени во чекалната поради билатералниот спор со Грција. Во 2006 Европската Унија го направи процесот поригиден и тука стриктноста во оценката на реформите почна да доминира. Ова посебно се случи во 2013 година со периодот фундаменталните принципи на Европа пред се, со фокусот на владењето на правото и поглавјата 23-24. Ако балтичките и некои држави од Централна Европа преговараа од 4 до 6 години, Бугарија, Романија и Хрватска преговараа 8 години, Црна Гора ги почна преговорите во 2012 година, веќе се во 7 години во тој процес, а Србија една година подоцна веќе се 6 години во тој процес. Европската Унија во меѓувреме, почнувајќи од финансиската криза, која предизвика криза во еврозоната, мигрантската криза, која предизвика дебата околу тоа колку се солидарни во споделување на товарот, земјите членки, кризата на вредности и конзистентноста во делот на владење на правото на кај некои земји членки и одлуката донесена на референдум, една од големите три, Велика Британија, Франција и Германија. Велика Британија сега решија да одат на избори. Сето ова го менува нашиот контекст. Нас не требаше долго и како држава се обидувавме да најдеме начин како да одиме некако одоколу билатералниот спор што не држеше надолу. Имавме и случај кој што го добивме во Меѓународниот суд на правдата, меѓутоа очигледно остана предизвик како правната пресуда да се преведе во создавање на нова политичка реалност. Наративот на битка на некој начин доминираше и додека ние се обидувавме како да станеме сојузници борејќи се, наместо наоѓајќи разбирање, останавме земја кандидат 14 години. Последниот вистински обид да ги отвориме вратите беше во времето на комесарот Фуле, кој што се обиде да помогне некако паралелно да се одвиваат и разговорите околу името и пристапните преговори. Тоа беше во 2012 година, кога една група земји членки се обидоа да направат притисок. Тоа не успеа, инаку после самитот во Букурешт, во сите заклучоци беше акцентирано дека решението за разликата околу името е суштински, а особено после големото проширување на Европската Унија во 2004 доминираше тезата дека Европската Унија не сака да увезува билатерални спорови на земјите кандидати. Нема земја членка на Европската Унија, и тука се секако и нашите стратешки партнери Соединетите Американски држави, кои што не честитаа за дипломатскиот триумф, това се нивни зборови, и за лидерството кое што беше потребно и политичкиот капитал што беше потребен да се инвестира во затварањето на билатералните спорови. Истовремено, од вториот извештај на Прибе наваму, тој беше есента 2017 година,
Првиот извештај на комисијата во мандатот на оваа влада во првата година прво даде чиста препорака и нотира напредок. Последниот извештај од 7 области кои што се во новата генерација на известување на Европската комисија, ние имаме напредок во 3 и добар напредок во 4, што дури испоредено со држави кои што се веќе во пристапниот процес е многу убедлив извештај. Бидејќи изгубивме генерација околу НАТО и околу ЕУ, се обидовме во преговорите за преспанскиот договор да вметнеме механизми кои што ќе обезбедат влегувањето во сила и имплементацијата на договорот да бидат врзани со нашето зачленување во НАТО и отворањето на европското поглавје. И токму затоа договорот во Преспа не можеше да стапи во сила пред ратификацијата на пристапниот протокол за нашето членство од страна на соседна Грција и затоа во еден сегмент на имплементацијата на Преспанскиот договор тоа е врзано со отварањето на пристапниот процес и отворањето на поглавијата, каде постоечките документи и материјали за внатрешна употреба зависат од отворање на поглавието и рокот е 5 години од отворање на односното поглавје, односно област. Ке беше многу подобро да го послушавме советот на Роберт Купер, на Даниел Фрид, после самитот во Букурешт, и да го затворевме ова прашање тогаш, крајот на 2008, 2009, 2010 можеби и така натаму. Не знам каде ќе бевме денеска, меѓутоа не можеме да се вратиме назад. Не можеме да го смениме минатото, можеме да ја менуваме денешнината со надеж дека ќе имаме влијание врз иднината. Јас имав вкупно во 2 години и 5 месеци 190 средби со министри за надворешни работи и за европски прашања на земји членки на Европската Унија. Се обидовме многу пред се да ја добиеме поддршката на Берлин, да има одлука во јуни, самиот совет, па и Европскиот совет, сите лидери, вклучувајќи ја и Франција, во јуни 2018 рекоа, ако има напредок во овие 4 области, донесуваме одлука во јуни 2019 година. Тоа се заклучоците на Европскиот совет. Мислам дека треба да избегнеме да паднеме во замката од Букурешт 2008 година. Мислам дека е најлесно сега да се ставиме во улогата на жртва. Тоа нема многу да ни помогне. Мислам дека следниве месеци треба да ги искористиме во донесување на законот за јавно обвинителство од една страна и од друга страна одржување на прашањето како незавршена работа. Многу земји членки тоа го чувствуваат и така и го прават. Вчера премиерот Заев беше во Рим токму со италијанскиот премиер на оваа линија. И мислам дека треба да најдеме начин како од целиот овој процес да излеземе победници и ние, и нашиот регион, и Европската Унија, и Франција, и мислам дека тоа не е невозможно. Самиот председател Макрон, вчера ова не го споменав, покрај укажувањето на Европската куќа, дека има некои работи кои што тие треба да ги направат, алудирајќи на неколку елементи за кои што веќе зборував, укажа на нивните проценки дека ќе биде грешка ако одделно ги третираат македонската и албанската кандидатура. Ја вчера укажав дека тоа, иако ние како добар сосед се разбира имаме интерес сите наши соседи да одат напред, е неконзистентно со фокусот за унапредување на методологијата на пристапниот процес, бидејќи пристапниот процес, јас во поранешниот живот бев долгогодишен дипломат и 20 години слушам
како секоја земја треба да се цени по сопствените заслуги или грешки. Тоа е основното прашање на условеност или кондишоналити на која почива пристапниот процес и целата логика како на една земја да ја се помогне да се трансформира. Ако една земја ја условите со нешто што е вон незината моќ и влијание, тогаш логиката на процесот на пристапување веќе не постои и тоа значи само една политизација на мерит на процес што треба да биде базиран на мерит. Јас во моментов работам во финална фаза сме на нов закон за надворешни и апелот и кон владеачкото мнозинство и кон претениците од опозицијата е да ги издвоиме дипломатите од системот, општиот систем на јавни службеници, не сите вработени во Министерството, меѓутоа дипломатите, бидејќи премногу е специфична службата, ниту може оценувањето да се врши така како што може да се врши за други службеници кои што немаат куќа, ДКП, релација и ротација. И имаме голем проблем со судирот меѓу административните звања во системот на јавни службеници, началник на оделение, раководител на сектор, виш советник и така натаму, и дипломатските звања кои што се делумно врзани. Во старата систематизација ние имавме една ситуација каде имавме 50% генерали или офицери со војнички жаргон и 50% војници. Добро, благодарам многу. За збор се јавени колегата Илија Димовски, веднаш, Антони Милошовски, Ивана Туфекџиќ, Магдалена Манаскова, Емил Димитриев. Како? Повелете, процедурално. Повелете. Благодарам председателе, поздрав до сите присутни. Пошто нашиот член Шпреса Хадри можеше да замине, говорот на министерот беше доста екстензивен, барам стенографска белешка и пауза од 1 час додека ја да обиеме па да продолжиме. Благодарам. Добро, почитувани, ве молам стенографската белешка да се изготвува. Пауза ќе дадеме покасно, збориме Илија Демовски. Повелете. Се извинам, не може така, затоа што приморани сте... Играта беше вчера, Артар. Не, Илија. Почитувајте деловник, ве молам, и објавете саат време пауза. Антонио. Сега на даден збор сакате да ме прекинете. Ама не може, не е даден збор, затоа што деловнички приморани сте да дадете пауза. Ја не сум го чул говорот. Вчера со предвреме закажување на комисија. Ја не сум го сакате да спаси ќе го почитуваш деловникот или ќе го силуваш деловникот сега? Ама не е процедурално, дајте пауза. Не во ред. Дајте пауза. И мислам дека Илија Ама Димовски се пријави треба да дадете пауза, па после процедурално. Стенографска белешка мора се даде, пошто министерот говореше 2 часа, ја не сум го чул, сакам да го прочитам говорот, па да се пријавам за збор. Ве молам, барам процедурално да остане забележано дека владеачкото мнозинство има една тактика денес да го поштеди министерот за надворешни работи од критика. Да не понесе никаква одговорност, да нема никакви прашања, да нема никаква тема. Почитувајте деловник. Според ова се гледа, зборевме за какви се стандардите во Холандија, какви се стандардите во Европа, какви се стандардите во Германија. И ние гледаме дека владеачкото мнозинство денес е одлично усогласено, да нема прашања и да нема коментари и да нема критика кон министерот за надворешни работи. Затоа што деловник треба да дадеш пауза. Дали треба да дадеш пауза? Да довршам и да ви кажам. Ама не можеш да кажеш, треба да дадеш пауза веднаш. Да ви кажам, да довршам. Нема. Да, почитувани новинари, почитувани колеги пратеници. Играта е очигледна. Одговорноста за неуспехот на Македонија ја носат министерот Димитров и вице-премиерот Бујар Османи од ДУИ, заедно со премиерот Заев.
Денес имаме комисија која што имаше намера парламентарното мнозинство. Пауза. На крајот ќе ви гледам. Ама Илија, не разговарам со тебе, зашто се нервираш? Ќе ви дадам процедурално. На крајот само да го завршам, овој на крајот. Вие сте смешни. Си добил порака од некого да дојдеш тука да направиш прекин. Од тебе добив, ти кажав од кого добив порака. Значи, намерата е очигледна, ова процедурално го кажам, одговарам на вашето прашање. Во одговор на прашањето, во одговор на барањето на колегата Артан Груби, ќе ви кажам, смислената тактика од вчера, Комисијата за надворешни прашања да се прескокне и да нема отчет, одговорност, прашања и критика, продолжува и денес. Владеачкото мнозинство за кое што министерот Димитров збореше дека треба да промовира проевропски начин на однесување, критика, отчетност, транспарентност, денес после завршувањето на самата секунда на завршување на говорот на министерот Димитров, доаѓа и бараат стенографски белешки, кои што ќе се изготвуваат 3-4 часа, ќе заминат медиумите, бараат пауза, потоа ќе побара и некој друг пауза. Ова очигледно е, деловничко е исто толку колку што законот за марихуана е деловнички со европско знаменце. Ова барање е деловнички на тој начин. Па не е на комисијата за ова е европски, деловнички не знам дали ви исто колку што информирале. е законот за Академија за суди и обвинители со европско знаменце. Затоа, почитувани колеги, сметам дека оваа игра на неподнесување на отчетност... Кажете сте против Европско уније, ја и толку. Да, што? Оваа игра Како бе не ме на прекина? СДСМ, оваа игра на СДСМ и на ДУИ да нема отчетност за катастрофалниот неуспех и дипломатско фијаско на Македонија, кое што го доживеа во Брисел, е забележителна дека гледаме дека не сакаат ниту ДУИ, ниту СДСМ, министерот да биде подложен на прашања, на критика и сега ние имаме тука злоупотреба на самиот статус, за да не може министерот да биде прашан тоа што пратениците сакаат да го прашаат. Ама прашувајте го 5 дена, Антонио. Крајно коректно ќе предложам. Прво, за да не се добие впечаток дека ова е координиран настан со упадот на колегата. Ве молам се да се искаш. Со упадот на колегата Груби. Го замолува министерот Димитров да го замоли колегата Груби лично со својот авторитет за господинот Груби да има основ да остави простор да си тече дебата. Прва работа. Втора работа. Стенограм да се изготви. Јас ќе зборувам господин Милошовски сигурно 30-40 минути. Во меѓувреме ќе може да се добие стенограмот и колегата Груби и да го прочита обраќањето на господин Димитров. Ова мислам дека без разлика вака што се препукуваме, коректен предлог и до колегата, до господинот Димитров, министер за надворешни, да сепак е од вашето владеачко мнозинство и кон колегата Артан Груби, на тој начин полека да не направиме, треба да поразговараме, да не направиме сега со еден таков упад во комисијата, да не направиме нарушување на атмосферата, која што беше горе-доле коректна, додека зборуваше господинот Димитров. Вие на крајот на вашето обраќање рековте дека на крај се цени дали има ефект или не, дали нешто е направено или не е направено, дали е действувано или пропуштено, дали има резултат или нема резултат. И јас тука се согласувам. Тука немам дилема. Но на почетокот на вашето обраќање вие не подсетивте на 2012 година, кога Македонија рековте беше малтене исто блиску да го оствари својата стратешка цел да добие кандидатски статус, а понатаму и членство во Европската унија, кога еврокомесар беше господинот Фуле. И тогаш и сега, господин Димитров, ефектот е ист. Немаме датум. И тогаш и сега целта не е остварена. Разликата и тогаш и сега... И тогаш и сега, господине Димитров, рековме, не е остварена целта. Разликата меѓу 2012 и 2019 година е тоа што во меѓувреме со договорот од Преспа ние ги потрошивме националните карактеристики на македонскиот народ и македонската држава. Ве молам, сослушајте. Не е дрско, вие имавте сосема различни позиции, ве молам, стрпете се и сослушајте. Значи, влогот е направен во меѓувреме, сериозен влог,
за кој што верувам дека и вие лично имате сомнеш околу неговиот квантитет и квалитет, а ефектот е ист. Целта не е остварена. Сега, полеко. Не мора да дофрлате и вие. На крај на криштата, владата треба да го слуша парламентот, а не парламентот владата. Тоа е во европските држави. Затоа ве молам со трпение. Значи, целта не е остварена, резултатот е ист како и во 2012 година, но потрошени се многу значајни работи за македонскиот народ и македонската држава. Во тој аспект, дали е остварена целта или не е остварена целта и со што сте ставиле на маса, овој неуспех е поголем од тој во 2012 година. Заради тоа што тогашната влада, чиј амбасадор сте били и вие, одлучила дека овие крупни национални теми нема да ги стави на маса. Дали направила правилно или погрешно, различно ќе мериме сега, тогаш, по 10 години, јас едно, вие друго, Милошовски трето, Груби четврто. Но, вие ставивте на маса многу повеќе, а го добивте истото. И тоа што го ставивте, никогаш повеќе ќе не можеме да го употребиме. Го потрошивте. Тоа е исто кога ќе пратите од дома дете да купи нешто за 1000 денари, отишло ги потрошило 1000 денари, ништо не донело дома. Од тој аспект, мислам дека одговорот од ваша страна како влада, не лично вие, одговорот како влада од ваша страна, мислам дека требаше да биде прифаќање на одговорност околу овие одлуки, а не барање на виновници секаде, освен во Република Македонија. Заради тоа што многу дебати сме поминале низ ова собрание, многу разговори сме имале низ ова собрание, посебно во деновите кога се гласаше Преспанскиот договор. Вие сега велите дека Преспанскиот договор нас ни дава шанса да не го имплементираме новото име во областите каде што не сме отвориле поглави. Јас би ве прашал дали поглавието образование го отворивме со Европската Унија? Не. Дали ги сменивте свидетелствата од Република Македонија во Република Северна Македонија? Да. Ве молам, сум го прочитал многу пати. Ова е дрско. Но да продолжам. Значи, дали свидетелствата се сменети? Да. Дали сме отвориле поглавја земјоделие со Европската Унија? Не. Дали сите документи кои што ги издава Министерство за земјоделие кон граѓаните на Република Македонија се со новото име? Да. Дали владата на Република Македонија имаше упатство до сите државни институции да се применува новото име? Да. Стигна секаде. Сите табли се промени. Комуникацијата на државата со своите граѓани веќе е со новото име. Вие сега ни велите дека ќе чекаме поглавијата? Не. Тука може да констатираме само дека сте го прекршиле Преспанскиот договор како влада на сопствена штета, на штета на Македонија. Пред време сте имплементирале нешто што не сте морале, а сега кажувате дека ќе го користите како аргумент пред Европската Унија, па сега Република Македонија, тогаш со спомениците, сега со употребата на уставното име, ќе ја плашиме големата Франција. Иста логика. Тогаш со споменици ја плашевме Европската Унија, сега ќе ја плашиме со неимплементирање на веќе имплементиран договор. Подоцна ќе зборувам и за тоа колку Грција го имплементира договорот, но не се. Сакам оваа теза која што ја слушам и од вас и од господинот Пендаровски, а вчера прв пат и од господинот Заев, дека ќе биде загрозено спроведувањето на Преспанскиот договор од Македонија, не е точна. Веќе е имплементиран и надимплементиран. Надимплементиран.